Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Мој денешен гостин е доктор Гоце Христов, диабетолог, единствен субспецијалист од оваа област во земјава. Докторе, добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата. Овој пат зборуваме токму за вашата специјалност, диабетот. Во изминатиот период беше и посветен токму на диабетичарите. Кажете ми каква болест е и неговите општи карактеристики, иако сите знаеме од општа популација кои се всушност првите симптоми кои што сигнализираат на телото дека навистина станува збор за диабетот. Денешната тема на разговор ни е шеќерната болест, народски кажано, или диабетес мелитус. Болест која што се знае за многу одамна за неа, така да првите податоци датираат уште од пред 200 година пред нашата ера. Уште Деметри од Аполонија има споменато за диабетес. Тоа е во превод од грчки е извлечена таа сентенца и значи тече низ. А тоа карактеризира дека болните со диабетес во енормни количини внесуваат течности, вода, исто така доста често, фреквентно и во големи количини уринираат. За да веќе во 19 век на овој термин се надодаде и терминот мелитус и конечно се формира диагнозата диабетес мелитус, што во превод мелитус значи благ, сладуњав вкус. Тоа доаѓа од таму што во 19 век немале друг начин како да ја испитуваат урината, па ја вкусувале и таа имала благ вкус, сладуњав вкус. А сето тоа е резултат на тоа што кај болните со диабетес, поради хипергликемијата, односно високата концентрација на шеќер во крвта, таа се излачува во поголеми количини низ бубрезите во мокрачето и оттаму е тој сладок вкус на урината. Веќе во 20 век се првите стручно докажани патофизиолошки механизми на болеста и тогаш е откриено дека всушност болеста се јавува како резултат на недостаток на одредена супстанција која што се лачи од панкреасот и во тоа време одлучиле тоа да го карактеризираат како инсулин, што од грчки е изведен овој термин, од грчкиот збор инсул, кој што во превод значи островци. Така да, всушност, за комплетно да имаме представа што значи болеста, тоа е дека бета клетките од Лангерхансовите островца на панкреасот имаат апсолутна или релативен недостаток на лачење на инсулинот. Во 1936 година конечно се прави дистинкција на болеста помеѓу тип 1 и тип 2 на диабетес. Така, иако немаме база на податоци се уште на државно ниво, каква е конкретната и точната бројка на популација заболени од диабетис, имаме ли некои општи параметри како се движи бројката овдека во Струмица? Диабетесот е хронична системска болест која што за жал не се излекува, туку континуирано секојдневно се лечи и нејзе ја карактеризира секојдневна хипергликемија или народски кажано покачено ниво на шеќер во крвта, а како резултат на апсолутен, како што спомневме, или релативен недостаток на инсулин. Причините за пројавување на болеста се повеќе, така да би започнал најпрво со генетските фактори, значи во еден сегмент на болните со диабетес, најчесто тип 2 диабетес, таа болест е наследна, па затоа во фамилии имаме повеќе членови кои што се заболени со таа болест. Некои вируси се обвинети дека се причина за пројавување на болеста, автоимуни болести, значи автоантитела, кои што се насочени против клетките од панкреасот, прават деструкција негова и резултира со недостаток на инсулин и пројавување на диабетесот и како најчест и најбитен фактор за оваа болест ни е дебелината, односно обезноста кај пациентите.
60%, некаде околу 60% од болните со дијабет се обезни, дебели луѓе. И дебелината е најголемиот ризик фактор за оваа болест, бидејќи предизвикува инсулинска резистенција, односно самата дебелина прави да инсулинот биде неосетлив за клетките за кого е наменет, односно е потребен, или имаме недостаток, односно нарушување во функцијата на инсулинските рецептори низ сите клетки во организмот, а инсулинот е тој кој што представува еден мост помеѓу представува мост за да навлезе шеќерот во самите клетки и со тоа клетките добијат енергија. Така сите знаеме дека дијабетот има повеќе типови и подтипови. Кои се оние најчестите кои што ги погодуваат општата популација? На глобално ниво дијабетесот е веќе прогласена како вонредна здравствена состојба, така да во моментот статистиката е дека има некаде во светот заболени околу 412 милиони луѓе со дијабетес, а предвидувањата се дека до 2040 година тој број ќе порасне на 642 милиони, што еве за илустрација некаде околу 2 пати од вкупната популација на Соединетите Американски држави. Ќе се согласите дека баш како и што вие спомнавте, има епидемиски тек болеста. Еден од 11 возрастни пациенти боледува од дијабетес, а еден од 20 возрастни пациенти не знае дека има дијабетес, односно не е диагностициран. Во Струмица немаме конкретни, прецизни статистички податоци за вкупниот број на заболени со дијабетес, меѓутоа имаме точна бројка на луѓе кои што дијабетесот го лекуваат со инсулинска терапија, така да бројката е од некои си 1520 до 50 пациенти кои што се на инсулинска терапија како еден од начините за третман на дијабетес. Секоја болест има и своја манифестација, што е она карактеристично токму за дијабетесот. Да. Ако рековме дека во 1936 година за прв пат се направило разлика дека постои тип 1 и тип 2 дијабетес, денешната класификација е огромна, значи постојат многу типови на дијабетес. Ние ќе се задржиме во интерес на времето на најчестите типови на ова заболување. Тип 2 дијабетес од сите видови на дијабетес е најзастапен помеѓу општата популација, во некој си процент од околу 90%. Од сите вкупно заболени лица со дијабетес припаѓа на болните со тип 2 дијабетес. Некаде околу 9% отпаѓа на болните со тип 1 дијабетес, а оној мал друг процент е на пациенти кои што боледуваат од различни други видови на дијабетес. Тука би ги спомнал гестацискиот дијабетес, значи народски кажано дијабетесот кој што се јавува за време на бременоста, и затоа апелирам да секоја трудница ги почитува насоќите на својот гинеколог или ако се следи кај дијабетолог, да се прават тие неминовни скрининзи во 24-та гестацијска недела за рано, односно навремено детектирање на гестацијскиот дијабет, кој што понатаму во животот представува ризик фактор за пројавување на тип 2 на дијабетес. Понатаму постојат и други типови на дијабетес, како моди, односно доцен почеток на дијабетес кај млади, лада, односно латентен автоимун дијабетес кај возрастни, секундарен дијабет, и во интерес на времето не би ги набројувал другите, бидејќи се и така ретки, а и во нашата болница, односно во нашата установа, не се достапни за понатамошно евалуација или персе докажување. Новите медицински трендови наложуваат и
поголема диагностика, односно поправилна диагностика. Кажете ми што е она кое што во последен период, иако параметрите за мерење и мерните единици за диабетот се поместија од страна на Светска здравствена организација, што е она кое што во моментов е актуелно како методологија, но и диагностика? Најчесто пациентите со диабетес, ако збориме за тип 2 диабетесот, доцна доаѓаат на доктор од почетокот на нивната болест. Бидејќи самата болест минува низ неколку стадиуми пред да се развие конкретно манифестната болест тип 2 на диабетес, така да постои еден стадиум пред манифестната болест кој што се вика предиабет, и мојот апел е тука ние, односно матичните доктори, да се сконцентрираат на таа ризична група, на таа ризична популација која што боледува од предиабет, да ги знаеме конкретно и точно параметрите кои што се за предиабетесот, да ги третираме навремено и правилно, за да може колку е тоа возможно да го одложиме пројавувањето, односно развивањето на манифестната болест, односно тип 2 диабетес. Инаку, кога ме прашавте во однос на симптоматологијата, најчесто пациентите со тип 2 диабетес се жалат на губиток на телесна тежина, фреквентно, односно често пиење на големи количини на вода, често мокрење, односно уринирање, сушење на устата, една летаргичност, малаксаност, незаинтересираност, па дури до раздразливост, нервозни се тие пациенти и склони кон различни видови на инфекции. Доаѓаме до момент кога можеме да спомнеме дека имаме дисциплинирани и недисциплинирани пациенти. Што се случува со оние недисциплинираните пациенти кои што самите можеби во наводници се виновни за било какви компликации, и кои се всушност компликациите кои што можат да настанат токму од негрижата за сопственото здравје? Одлично прашање. Најчесто компликациите ги пратат недисциплинираните пациенти, така кажано недисциплинираните пациенти, меѓутоа тоа не е императив. Некои пациенти со одлична гликорегулација порано ги развиваат компликациите од предвиденото. Кога ги споменавме компликациите, мораме да кажеме дека тие се поделени на два вида. Постојат акутни и хронични компликации. Акутните, најчестите акутни компликации се хипогликемијата, односно наглиот пат на шеќерот во крвта, кој што е една драматична состојба за самиот пациент, а и за фамилијата околу него. И тоа е кетоацидозата, исто така сериозна, животозагрозувачка состојба, која што бара промптно лекување во болнички услови. Значи, од акутните компликации и хипогликемијата и кетоацидозата бараат третман веднаш и понатаму кетоацидозата третирање во болнички услови. Хроничните компликации се тие кои што всушност оставаат голем белег врз здравјето на пациентите. Тие се неизбежни, а наша цел е да го пролонгираме нивното пројавување со правилен режим, односно едукација за правилен режим на исхрана и физичка активност кај пациентите и со вистински третман на нивната болест. Хроничните компликации се поделени на две групи, на микроваскуларни и макроваскуларни компликации. Да не би должел многу, тоа значи дека болните со диабетес имаат огромен ризик од слепило, бидејќи засегнати се крвните садови на задниот сегмент на окото, односно ретината. Склони се кон ампутации на екстремитети, бидејќи имаат промени во периферната циркулација. Може многу лесно да завршат на хемодиализен режим на лекување, бидејќи се засегнати крвните садови на бубрегот. Невропатијата, која што пациентите ја доживуваат како болни сензации по екстремитетите, и од макроваскуларните компликации, кои што се и
доста чести, бројни, ние секојдневно во нашата пракса се најпрво ги диагностицираме, а потоа и се носиме со нив, тоа се инсултот, односно мозочниот удар, коронарна артериска болест, миокардниот инфаркт и ненадејните срцеви летални исходи кај овие пациенти. Диабетесот не се излекува, но сепак се лекува. Што е она кое што вие диабетолозите го препорачувате како лекување и кога всушност настапува лекувањето при откривањето на шекерот во крвта? Да, диабетот се лекува, како што рековме на почетокот, секојдневно, не се излекува, меѓутоа да се лекува. Постојат два во однос на третманот, ако ме прашувате, во лекувањето на диабетесот, има разлика помеѓу лекувањето на тип 1 и тип 2 диабетес. Тип 1 диабетесот се лекува исклучиво со инсулинизација, односно пациентите веднаш се поставуваат на инсулинска терапија и таа терапија ја примат до крајот на својот живот. Додека кај пациентите со тип 2 диабетес имаме една широка палета во однос на изборот на третман, кога станува прашање лекувањето на тип 2 диабетес, така да лековите се поделени на орални антидиабетици, односно лекови кои што се земаат на уста, и инсулини. Во поново време постојат 2009, односно не 2019, туку 21. век е век на диабетологијата, односно навлеговме во една нова ера во диабетологијата, бидејќи се категоризирани останати видови на лекови, кои што не само што доведуваат до подобрување на гликорегулацијата кај овие пациенти, тие делуваат доста кардиопротективно и конечно доведуваат до намалување на телесната тежина кај овие пациенти, што е императив во лекувањето на самата болест. Значи, првото нешто, кога сакаме да имаме успешна соработка помеѓу доктор и пациент со тип 2 диабетес, е пациентот да ги почитува насоките на докторот дека прв чекор во лекување на болеста е губитокот на телесната тежина кај пациентите кои што се надхранети или имаат некаков степен на обезност. Значи, прв чекор во лекувањето е симнувањето на телесната тежина, со тоа подобрување на инсулинската резистенција, подобрување на инсулинската сензитивност кај тие пациенти и на тој начин се зголемува и комплајансата во понатамошниот третман, дали ќе биде со орални антидиабетици или со инсулинизација. Ова нова група на лекови кои што ви ги спомнав, всушност делуваат и како трета цел, ако претходно ги спомнавме кардиопротективната заштита и добрата гликорегулација, делуваат и во намалување на телесната тежина. Светска здравствена организација се погласно зборува за превенцијата, она кое што сите лекари почнувајќи од матичните па се до специјалистите и субспецијалистите и да се подига превенцијата на малку повисоко ниво. Кога станува збор за шекер во крвта, што е она кое што го издвојуваме како превентивни мерки? Во однос на тип 1 диабетесот и не сме толку моќни да делуваме превентивно, меѓутоа, како што спомнавме на самиот почеток, и таа група на пациенти не е толку голема, некаде околу 9% од вкупниот број на заболени се со тип 1 диабетес. Не дека е мала бројката на заболени со тип 1 диабетес, идејата ми е дека ние како лекари или пациентите заболени со тип 1 диабетес немаат некој диапазон кој што би значил превенција од пројавување на оваа болест. Сосем диаметрално различно, тип 2 диабетесот има огромни шанси да се превенира, односно, ако има генетски предиспозиции за развиток на болеста, барем да се одолжи почетокот на манифестната болест. Како превентивни мерки,
би ги спомнал физичката активност кај популацијата, посебно кај луѓето кои што се надхранети или гојазни, и секако одржување на body mass index во нормални гранични вредности, односно губиток на телесна тежина и тенденција на еден нормален, односно уреден BMI. Тоа се двата најбитни параметри кои што понатаму ќе влијаат дали кога ќе се пројави тип 2 на диабетес. Докторе, ви благодарам што бевте дел од таа ординација. Се гледаме некоја наредна емисија со нова тема. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте и вечерва заедно со таа ординација. Се гледаме наредната среда.